Последната водена хаварија и можниот ризик од нова и понатаму не ги засега жителите од штипските приградски населби. Оние со бавчи вода и понатаму трошат како до нив да тече Дунав, велат од ИСАР. Од ИСАР, како најголеми потрошувачи на вода, ги идентификуваат приградските населби Чардаклија, Караорман, Балкански и Железничка. Велат дека мерењата секогаш го потврдуваат тоа, но и дека разбирање со нив немаат. Вистината е таа, дека тие неколку приградски населби трошат 1/5 од вкупниот излез на вода во општина Штип. Што значи дека тоа е недозволиво, имајќи предвид самата положба и зошто тие ја користат водата. Да е за пиење, да е за одржување на лична хигиена, нема никаков проблем. Меѓутоа, кога ќе се подели потрошената вода со бројот на жители, ќе се свати дека навистина водата се употребува за други цели. Со други зборови, навистина како не мора ни населбата ни Штип да тече Дунав, имаме толку многу вода што можеме да правиме што сакаме. Но реалноста е сосема друга. Ние имаме производство максимално 240 литри во секунда, а минатата недела, кога се случи хаваријата, имаше излез 600 литри во секунда. Телевизија Стар денеска беше во населбата Чардаклија, каде безмалку секоја куќа има зеленило и бавча. Прашањето до нив е како засадените култури ги одржуваат со вода. Јас се мислам дека имат пумпи искарано, не знам дали од водоводо. Идентично на Чардаклија и со населбата Балканска. Бавчи, трева и дрва за наводнување има колку сакаш. Наводнуваат се бавчи и дворови. Од каде таа вода што се наводнуваат? Од ИСАР. Од ИСАР таа вода. Од ИСАР се води. Ја немам бавча, не наводнувам, скапо ми е. А комшиите? Па нека комши има наводнуват. По 2000 ке плаќат вода. Кога е најповеќе наводнувањето? После кога ќе зајде сонце или? После кога ќе зајде сонце или се бајле околу 5 сато, тога е. Ама те чекам за техничката вода да не ја пушта, така кажа, дека ќе ја пушта. А со што ги наводнувате ви? Со водата од тука. Колку си потроши, бе, платаме си. Овие 4 населби, според ИСАР, имаат околу 1000 водомери, што е близу 10% од сите броила во општината. Но нивната потрошувачка е 60 до 70 литри во секунда, што е 1/5 од вкупно потрошената вода во Штип. Од овие причини и најголем дел од апелите се насочени кон жителите на овие населби.